Со овој центар, значи, ќе бидат специфицирано лекувањето на тие луѓе со зголемена телесна тежина и ќе се јават на право место каде што ќе бидат консултирани и прегледани од лекари од различна специјалност кои што ќе учествуваат во нивното лекување како нутриционисти, фармаколошки специјалисти, значи лекување со најразлични препарати, така и на крајот секако и барохирургијата, кој што сите специјалности ги има кај нас во болницата. Првиот центар за менаџирање на дебелината. Тука ќе имаат пристап сите пациенти кои што имаат потреба да се лекуваат или да добијат информации за едукација, за исхрана, за дебелината како хронична болест, кој што треба да се лекува и благовремено да се реагира кај тие пациенти, за да не добиваат компликации кои што настануваат од самата обезност. Исто така ќе имаат пристап пациентиве преку мој термин. Веќе сме во договори со мој термин да се отвораат регуларни термини за тие пациенти и тие ќе имаат слободен пристап секојдневно да дојдат тука да земаат информации и тие пациенти кои што имаат потреба за терапија да добиваат препораки за терапија. Дебелината завзема пандемиски размери. Актуелно негде околу 650 милиони луѓе во светот има обезни, односно негде 21% се машка популација, односно 24% женска популација. Слични податоци имаме кај нас. Тоа што и колегата кажа, значи мора да ја подигнеме свеста прво меѓу колегите дека дебелината е болест која на жалост е поврзана со многу компликации, односно коморбидитети